Добро вечер, почитувани гледачи. Добро дојдовте во уште едно издание на регионалниот магазин Отворено на тема на Ирис телевизија. Јас сум Зоран Зарински. Вечерва со мене гости од граѓанскиот сектор. Добро вечер ќе кажам за Шенај Османов, извршен директор на Сдруженијето за правата на ромите во Штип. Добро вечер и од нас. И Јосиф Рашидовски. Добро вечер. Члени на Сдруженијето за правата на ромите, но члени на еколошкото друштво Виношито. Добро ни дојдовте во студиото. Времето резервирано за вечерашново издание Отворена тема, како што кажа во најавата, посветено на активности поврзани со дејствување проектни активности на граѓански здруженија, но овој пат активностите поврзани со она што значи млари грантови, активности преку мали грантови на Сдруженијето за правата на ромите во Штип. Господин Османов, ќе започнам со она што ни е тема, проектот кој вие го дадовте доверба да го имплементира еколошкото друштво Виношито во рамки на мрежа на невладени ромски граѓански организации, одговор на ромската заедница во проектот Инклузија на младите роми наш приоритет. Малку повеќе за самата програма за мали грантови, кои се вклучени и зошто довербата токму на еколошкото друштво. Вака, Сдруженијето за правата на ромите е познато дека постои од 1995 година. Сдружение кое има првична цел да пружа бесплатна правна помош на ромската заедница, да креира посебни програми во делот на образованието, во делот на вклучувањето на ромите во општеството, во образовните институции, во системот и така натака. Значи, нашата цел е да подобриме состојбата со самата ромска популација. Во меѓувреме, додека ги спроведувавме споредните активности на Сдруженијето за правата на ромите, добивме проект финансиран од страна на Европската делегација во Република Македонија, проект наречен Мрежа на граѓански ромски организации, одговор на ромската заедница, проект кој претходно неколку пати го имаме промовирано и дел од активностите на самиот проект. И така да во истиот проект има една програма која се нарекува доделување на мали грантови на помали организации кои се докажале дека постојат и дека работат во интерес на својата целна група и на заедницата на ромите. Така да од таа програма за мали грантови имаме одобрено 13 грантови кои аплицира невладините организации кај нас. Доделивме 13, сите изнесуваат во износ од 5000 евра, од кои една од тие организации апликанти се и Сдруженијето Виношито од Штип. Така да Сдруженијето Виношито од Штип покажа добри резултати во спроведувањето на самите активности. Ние не случајно го доделивме тој проект на организацијата, затоа што знаевме дека и од претходно има своји активности, своји зацртани цели кои се стремеа кон позитивните политики на самата заедница. Тоа го направивме и со другите организации, и со Организацијата на жените во Штип, кои исто така добија проект од нашата организација, кои исто така спроведуваат голем број на активности поврзани со жените ромки, како во делот на едукација, како во истражувањето на одредени политики, активности поврзани со жената ромка и така натака. Значи, очекуваме нели во наредниот период да се спроведуваат и уште повеќе активности и уште повеќе да покажат резултати и да на некој начин ја подобрат положбата на како на жените ромки, така и на самата заедница. Така. Јосиф Рашидовски, помошник координатор во проектот на еколошкото друштво Виношито. Проектот, рековме, нели, ги
разгледува прашањата и тоа поврзани со младите роми, инклузија на младите роми, наш приоритет. Во проектот, кои луѓе се вклучени, за какви луѓе станува збор, колку е времето, временската рамка за реализација и малку за активностите на самиот почеток. Точно така, значи проектот Инклузија на млади роми, наш приоритет, значи се одржа Временска рамка колку време е? Временската рамка значи трае 5 месеци, со што значи благодарение на Сдруженијето на правата на ромите и нивниот грант, значи со тој проект успеавме да може да ги научиме нешто младите роми, односно самите средношколци кои што значи преку одредени работилници кои што се одржаа како што на пример беа пишување на циви, мотивационо писмо, биографија, значи согласно со тие работилници самите тие преку нивна интеракција и преку пракса значи стекнаа одредени вештини кои што ќе им користат натаму во нивниот живот и во нивното натамошно образование. Исто така, значи... Господин Рашидовски, колку млади луѓе, од кои училишта, од сите ли се штепски училишта и за колка број станува збор учесници во проектните активности? Значи во проектот се вклучени 20 средношколци роми, кои што значи преку со помош на одредени анкети, уште на самиот почеток од проектот, значи ги направивме еден процес, односно избор на тие роми, при што значи одредивме одредена селекција од страна на сите средни школи во градот Штип, при што значи самите тие се вклучија во проектот. Колку работилници реализиравте? Во текот на проектот, значи во текот на овој период се одржаа 5 работилници, при што значи на секој од тие работилници можеа самите студенти да научат, мислите, така? Самите средношколци, значи можеа да стегнат одредени вештини во областа на пишување на циви, биографија, лобирање. Исто така, значи можеа да се стекнат со одредени знаења во поглед на мониторинг на јавните набавки секако. На буџетот и на јавните набавки, при што значи самите тие добија одредени информации од страна на обучувачите за може да ги користат понатаму. Секако ќе им помогне тоа. Ќе се вратиме повторно за активностите. Османов ве прашав и на почетокот и сега сами ја реализирате програмата за мали грантови или повеќе здруженија сте во рамки на тој проект? Така, бидејќи се работи за објавен проект, бидејќи се работи за проект кој тежи 200.000 евра, ние го спроведуваме проектот со уште две партнерски организации, значи носител на проектот е Сдруженијето за правата на ромите, поточно организацијата која јас ја представувам во моментот, Сдруженијето Месечина од Гостивар и Инсок од Скопје. Значи тие три организации го спроведуваме овој проект, така да проектните активности од овој проект се спроведуваат низ цела Македонија и како заборавив преска да напоменам дека 13 проекти финансирани од овој проект се распленети низ целата држава, не само во Штип. Значи во Штип се две организации, така? Во Штип имаме две организации финансирано, финансиски поддржано. Во Скопје имаме 4, во Тетово, во Гостивар имаме, Кичево, Прилеп, Битола, Кочани, Виница и така натака. Значи во 10 различни градови се распленети 13 грантови, со тоа што нели резултатите и позитивните активности на самите проекти ги веќе ги гледаме, затоа што првите 3-месечни извештаи се доставени од страна на невладините организации кои спроведуваат проекти и имавме прилика да видиме позитивни резултати во однос на позитивните политики кон ромската заедница. Периодот за наратив низаш извештај помине за организација. Задоволен сте од тоа според планот како се реализирани активностите кои ги предвидува програмата за реализација? Да, прилично сме задоволни од активностите што се спроведува
во изминатите 3 месеци. консултираат организациите? Континуирано сме во соработка со нив, контактите ни течат, со тоа што и ние самите, проектниот тим, самите вршиме мониторинг на спроведените активности, присуствуваме на активностите кои тие ги спроведуваат. Значи вршиме мониторинг на финансиското работење, трошењето на парите, вршиме мониторинг на одржувањето на работилниците со заедниците, на трибините, јавните настави и така натака. Значи, во тек сме со целата работа и сме прилично задоволни од она што до сега се правеше во однос на ромската заедница. Морам да представам еден проект кој за мене е многу битен за самата заедница. Проектот се спроведува од невладина организација од Скопје, проект кој ги опфаќа малите собирачи на пластични шишиња. Тој проект предвидува обука на собирачите на шишиња, како да користат здравствени прегледи, како да дојдат до како да ја заштитат својата хигиена, како да превентивно како да се справат со сите предизвици во делот на нивното работење. И тој проект мислам дека е еден од попродуктивните, затоа што таа заедница е загрозена од тој дел од тие активности со собирање на пластични шиши. Така. Ќе прашам дали присуствувавте на некои од работилниците, задоволни сте од тоа како се реализира работилниците, од учеството и на учесниците и од она што како интеракција предавачите го дадоа? Така, пример беше работилницата која се одржуваше од Виножито во Штип. Имав прилика на една од работилниците да бидам дел од тоа, видов и се воодушевив од тоа што го видов, нели, како средношколците роми покажаа почит на моето влегување, покажаа почит на предавањето, какви резултати постигнаа, какви коментари даваа. Значи, од тука можев да видам дека развојот кај децата роми веќе почна да се гледа. Јавно се гледа и се надевам дека тој процес ќе продолжи и така ќе се развиваат самите како личности. Господин Гленче, вие сте во отворна тема, а темата е инклузијата на младите роми, наш приоритет, проект кој го спроведува еколошкото друштво Виножито со помош од грантот кој е одобрен од страна на невладината организација Сдружение за права на ромите во рамки на проектот мрежа на невладини ромски организации, одговор на ромската заедница. Токму помошник координатор во проектор на Виножито е Јосиф Рашидовски. Ми рековте на почетокот на емисијата денеска бевте дел од локалната самоуправа во Штип. Бевте во посета каде, како бевте примени и произлегоа ли некои идеи за понатамошно продлабочување на активностите кои ќе бидат дел од рамките на проектот, но и понатаму за ангажман на младите роми средношколци во насока на еколошко делување, меѓутоа и во развој на она што значи надградување на демократските процеси во Република Македонија. Точно така, значи денес имавме можност да ја посетиме значи канцеларијата на градоначалникот заедно со средношколците роми, при што значи самите тие можеа да дојдат во контакт со самиот градоначалник, да дознаат некои работи од него, како на пример оние круцијални значења за нив, како што се образованието, екологијата, колку е важно тоа за нив. Исто така, значи работењето на локалната самоуправа исто ли беше презентирано? Да, исто така, значи од страна на градоначалникот ни беа презентирани одредени информации од страна поточно за тоа која функција ја врши, при што значи тој го спомена советот на локалната самоуправа, што работи, која е неговата надлежност и така натаму. Исто така, значи, беа споделени одредени идеи од страна на младите средношколци, при што, значи, од самиот градоначалник беа офатени, значи, му беше драго тоа што го слуша, дека тие се амбициозни и дека се желни за нивно
надградување во понатамошниот живот. И исто така, значи, се направи одредени планови во иднина за тоа што се направи во областа на екологијата во град Штип. Мрежата опфаќа работилници за учесниците во проектот, серија од тематски работилници? Да, името на проектот ги кажува и активностите на самиот проект. Значи, мрежа на граѓански ромски организации значи дека ние, нашата цел во проектот е да обучиме кадри, представници на невладини организации, да обучиме представници на локални самоуправи како да менаџират со проектните активности, како да пишуваат проекти, како да се справуваат со јавните политики кои ги засегаат ромската популација, и такви семинари веќе имаме одржано 4. Каде ги одржувате? Семинарите ги одржуваме во хотел Манастир во Берово, со тоа што имавме јавен повик отворено, и сите други беа многу поскапи хотели, со тоа што најниската цена беше понудена од страна на менаџментот на хотел Манастир, и таму се одржуваат сите работилници. Има предвидено 6. Сега од 15 до 17 е наредната работилница која ќе трае исто 2 дена во Берово, така да присутни ќе бидат сите грантисти на проектот, и од 10 различни градови ќе имаме присуство на представници од локална самоуправа кои исто така ќе се обучуваат за начинот на пишување и пишување проекти и менаџирање со парите од проектите. Јосиф, пред паузата сакам да прашам она што беше работилници, рече дека си задоволен од тоа како помошник координатор си го надгледувал, добиваат некакви сертификати самите учесници во работилниците, учесниците во проектот, зборувам за инклузија на малите роми, наш проектот. Точно така, значи самите средношколци со нивното присуство на нашите работилници, значи согласно со проектот, ќе добијат, значи, одредени сертификати кои што ќе може да ги искористат во иднина во текот на нивното понатамошно образование и тој процес, значи, при што, значи, ќе се стекнат со одредени вештини и алатки. Така. Пуштено не останете така. Време е за пријателите кои се поддршка на Ирис телевизија, а после блокот реклами продолжуваме со отворена тема, невладени организации и граѓански сектор, а поврзан со она што значи демократски напредок на посебно младата ромска популација, а сето тоа подпомогнато од Сдруженијето за правата на ромите во Штип и исто проектот на еколошкото друштво Виношите. Останете така. Продолжуваме со отворена тема. Господин Османов, рековме работилница за учесниците во самиот проект мрежа на невладени ромски граѓански организации се враќате од Берово во хотел Манастир. Темата на работилницата, задоволни сте од тоа што овој пат на оваа работилница се реализира, уште колку остануваат? Па вака, ние ја завршивме конечно петата работилница, кој се одржа во хотел Манастир во Берово. Петата работилница која беше на тема пишување предлог проекти и менаџирање со парите од проектите. Присутни на работилницата беа грантистите, поточно представници на невладините организации кои се грантисти наши, и представници на локалните самоуправи. Целта наша беше како да се справуваат представниците на локалната заедница, на локалните самоуправи со спроведувањето на политиките кон ромската популација, како да пишуваат проекти поврзани за потребите со ромите, и граѓанските организации да го развиеме капацитетот на самите представници на граѓанските организации и да менаџират со парите од проектните задачи. Препознатливи ви сте по тоа што давате правна помош, ги сослушувате граѓаните, ги застапувате, продолжува Сдруженијето за правата на ромите во таа насока? Да, основната мисија на првичната мисија на Сдруженијето е да пружаме бесплатна правна помош на ромската популација. Таа е главната цел која ние
двајца правници функционираме во здруженијето кои пружаме бесплатна правна помош. Исто така имаме развиено една мрежа низ цела Источна Македонија, канцеларии во другите градови, каде што се менуваме со мојот колега за пружање бесплатна правна помош. Во сите тие градови имаме наши локални агенти кои ни известуваат за потребите на самата заедница, каде што пишуваме тужби, жалби, молби, представки и така натака до надлежните институции. Сето тоа нели бесплатно за самата заедница. Со таа активност продолжуваме со активноста за образованието на ромската популација, со тоа што нели здруженијето работи и на проекти кои се опфатени и ромите во образовните процеси, како од предучилишната возраст, така и во високото образование, со тоа што нели им помагаме на студентите да добијат стипендија за нивното образование, високо образование. Помагаме на студентите во изучувањето на англискиот јазик, помагаме во изучувањето на компјутерските вештини и така натака. Значи, нашата цел е да го развиеме капацитетот на самиот студент ром, со тоа што нели кога ќе настапи да бара вработување, да биде целосен, да биде комплетен, да биде конкурентен во јавноста, да не биде тоа не го знаеш, ова не го исполнуваш како услов и така натака. Значи ние сакаме да направиме плод кој стварно ќе биде достапен на сите. Инклузијата на младите роми, наш приоритет рековте дека опфаќа и студиски патување. Еве, за кога, каде планиравте, рековте Скопје ќе имате нели и екскурзија, меѓутоа и цел посета на одредена институција. Значи, во рамки на проектот Инклузија на млади роми ќе се одржи една студиска посета од страна на сите 20 средношколци, при што значи целта ќе биде да се посетат одредени министерства во градот Скопје, при што значи ќе се даде една поголема фокусираност на Министерството за локална самоуправа, кај што самите млади роми ќе стекнат значи одредени знаења за тоа како функционира ова министерство, при што значи ќе се надоградат со своите знаења и ингеренциите ќе им се зголемат. Планираме значи освен посета на министерството да се извршат некои рекреативни игри, при што ќе можат самите тие да се здружат и нивната комуникација да се подобри. Планирате ли по завршувањето на проектни активности или во рамките на активностите мрежување, размена на идеи или соработка со други организации како ромски и други граѓански организации? Дали ги имате испланирано тие активности? Уште на самиот почеток на проектот значи беше воведен еден флет, при што значи во флетот беа наведени сите оние активности кои што се планирани од страна на проектот, при што имавме цел кога ќе се заврши со проектот да можат овие 20 роми да направат едно вмрежување, односно комуникација со останатите организации и не само ромски организации, туку општо граѓанскиот сектор, при што значи самите тие ќе можат да се запознаат и да споделат одредени знаења и вештини меѓу самите тие. Така. Господин Зманов, јас ги следам вашите активности, има и прилози доста за тоа, но за Рома верзите се во некоја друга прилика, но во информативниот блок на вестите имавме за тоа што и како докаде со вашите активности, меѓутоа хуманата дејност од вашата организација е помошта нели на ромските организации на ранливата категорија, ќе речем, нели правна помош, меѓутоа она што е убавото нешто со едукација со млади луѓе, еден чекор за отварање визија, патишта за понатамошна надградба на тоа. Задоволни сте од тоа колку ромски средношколци и студенти сакаат да го продолжат образованието? Имавме и општина Штип, може би се уште ги има оние маки кога родителите не сакаат да ги пуштат децата на училиште. Влијаете ли, разговарате ли со родители и ве радува ли тоа
Или дали бројот се зголемува на ученици кои сакаат после средно образование да продолжат во оние нели клуби што се вели универзитет? Така, на ваквото прашање секојаш се трудам да праваме на комперација од минатото и сега. Ако се навратиме пред 5 години, ќе видиме дека студенти имаше двајца во Штип, средношколци имаше двајца до тројца и така натака. Сега можеме да се пофалеме со една бројка која имаме 37 студенти кои студираат на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, студенти роми. Имаме околу 30 на средношколци, така да нашата организација, пред малку споменав дека работи и со предучилишна возраст, со деца кои се во предучилишна возраст и деца кои со чии родители работиме интензивно на подигање на свеста за образованието на нивните деца. Одржуваме работилници, таму кај што видиме дека една недела детето е отсутно од градинка, ние отидеме, наш тим оди на лице место, го посетува семејството, врши разговор со него, ги согледуваат работите, советуваат за потребата од неговото образование, така да не сме целосно задоволни од целиот тој процес, значи имаме се уште многу работа да работиме во тој дел, ама сме упорни, тоа е најбитно, сме упорни да го совладаме тој дел и се надевам дека во наредните неколку години Сдруженијето за правата на ромите може да излезе со еден податок каде што ќе каже ние имаме повеќе од 100 дипломирани, повеќе од 100 вклучени студенти на УГД и дека образованието кај ромите стана не потреба, туку навика. Нели, работевме и со Јосиф на времето додека беше еден од помладите студенти, еве го продуктот сега е пред нас. Веќе се разви како личност, веќе знае да се спроведува проектни активности, веќе умее да размислува како високо образовна личност, така да планираме нашите интенции се нели степенот на образование кај ромите да биде на многу повисоко ниво. Јосиф, студираш, така? Да. Студент сум на правен факултет, трета година. Како студиите? За сега добро. Така. Инклузијата на младите роми, наш приоритет, имате фокус на Facebook група. Како комуницираат? Како функционира? Гледам слики од активности, знаат да се најдат, да искоментираат и сите на едно место. Се барем 20 учесници кои се во проектот. На самиот почеток мислев дека самите средношколци ќе имат потешкоти во тоа да може да се согласат меѓусебно, но бев искрено изненаден, бидејќи самите тие на Facebook создадоа една група, чет, при што значи тие може слободно да се договараат меѓу себе за работилниците и за сите идни активности кои што се предвидуваат. Разминуваат искуства, правите планови што понатаму ќе произлезат веројатно од овие активности и подактивности. Правите понатаму? Секојдневно ми е чест да ги гледам оние интересни четови меѓу нив, при што значи самите тие споделуваат нивни мислења, истите се спроведуваат од нив и се прават оние големи планови кои што и се надевам дека ќе ги реализираат. Ми рековте дека можеби ќе направите некои активности за да ромите на пролетта, не? Предвидено е со нивна желба секогаш да се направи одредено еколошко действување, претпоставувам. Точно така. Значи самите тие изразија желба да може пред денот на пролета да направат одредени
активности, при што значи самите тие ќе може да придонесат за развојот на самата. Ви ветувам дека јас како представник на Идес телевизија ќе проследам активности кога е веќе в тема екологија ме интересира што за деновите на пролетта ќе придадат самите учесници во инклузија на малите роми наш приоритет. Последно прашање за вас, господине Османов, што понатаму кога ќе завршат нели овие рокови за проектите, има ли можност да се прошират активности, соработки низ друга форма, краткорочна и долгорочна цел или визијата што понатаму од самиот проект мрежа на владини граѓански ромски организации одговор на ромската заедница? Вака, Сдруженијето има развиено свој стратешки план 2015 до 2020 година и така да ние нашите активности ги спроведуваме според веќе поставениот стратешки план. Ние пред некој ден исто така добивме друг грант од страна на Европската делегација во Скопје, грант кој се работи за личната документација на ромската популација. Таму исто така трите организации Месечинот Гостиварин Сок од Скопје и Сдруженијето од Штип ќе действуваме во делот на собирање податоци на лица без лична документација, на лица без државјанство и така натака. Значи ќе правиме компаративни анализи во делот на тоа, ќе действуваме многу посилно пред институциите како и на кој начин да ги олеснат законските одредби во делот на дополнителното упишување на децата родени надвор од системот. Така да престои трпна работа во иднина, тој проект е исто 2-годишен, така да ќе правиме и анкетирање на терен, да ги идентификуваме лицата кои немаат упис направено во матична книга на родените и на лицата без државјанство. Нашата цел е нели да сето тоа го регулираме и да секој граѓанин биде упишан во матичната книга на родените и да секој граѓанин ги остварува своите права и обврски спрема државата, така да ние со нашите хумани активности, со нашата стратегија ќе продолжиме и понатаму, додека мрежата на невладини организации исто така ќе можеме да ја користиме, затоа што и тој проект предвидува програма за доделување на мали грантови, но во поголем износ. Овој пат ќе биде во износ од 8.000 евра по грант, така да ќе можеме да ги користиме ресурсите и на другите невладини организации, нели од другите градови кои што ќе помагаат во делот на измоѓање на лицата без државјанство и на лицата кои не се упишани во матичната книга на родените. Јосиф, зашто младите луѓе пред себе, зборуваме дека е нели програма за роми, зашто пред се младите луѓе да бидат дел од граѓански организации, што тебе ти даде активизмот во граѓански организации и во еколошкото друштво и во Сдружение на права на ромите? Јас како дел, значи од... Предпоставам дека си млад започнав да бидеш активист. Точно така, значи јас како нив започнав уште во средно, бев член на Сдруженијето за правата на ромите и уште сум член и ми е драго што таму значи самиот се изградив како личност и можем слободно, значи ова искуство кое што го стекнав до сега да го споделам и на младите роми. И тоа ни беше и намената, односно целта, да се работи на нив, бидејќи самите тие ќе можат потоа да бидат двигатели во општеството. Значи тие ќе можат самите да одлучуваат за себе, да ги знаат нивните права, да ги знаат нивните обврски. Сметам дека образовниот процес е пред се најбитен за нашата заедница, бидејќи преку образованието самите тие понатаму ќе истекнат сите оние привилегии кои што ги нуди животот. Господин Османов, помагате да добијат ученици и студенти стипендии? Да, Сдруженијето дава своја препорака на студентите роми, со тоа што помагаме и во пишувањето на мотивационото писмо, помагаме во пишувањето на нивните биографии, за начинот на аплицирање и така натака. Значи, нашата организација се максимално залага за добивањето на стипендија
за добивањето на нивната стипендија, така да со добивањето на стипендијата тие добиваат и други бенефиции од страна на нашата организација, со тоа што имаат можност да користат неограничено компјутери, принтери, фотокопири и така натака, дури и стручна литература за нивното образование. Се надам дека Јосиф Рашидовски ќе помогне и низ еколошки програми заедно со еколошкото друштво и понатаму да проследувате низ активности, зашто не некои програми за студиска размена или за размена низ граѓански сектор. Овде е времето, Господа, ви благодарам за одвоеното време, што бевте дел. Да, што бевте дел од отворена тема. Нова средба, Османов ви закажувам уште сега средба во која ќе зборуваме токму за Рома верзита, да се видат оние, нели, и долгорочни и сегашните активности што самиот проект ги реализира, и верувам дека мрежа на невладени и ромски граѓански организации Одговор на ромската заедница ќе ги даде очекуваните резултати. Впрочем, за тоа беа, нели, и доделбата на грантовите на сите организации кои учествува, и вам успех во инклузија на младите роми, наш приоритет. Благодарам. Почнеме, ова беше отворена тема. Благодарам за довербата. Останете на Ирис телевизија, следуваат содржини кои ќе го задржат вашето внимание, а следете на iris.mk. Јас сум Зоран Зарински, секој добро од екипата на Ирис телевизија, за се да биде спакувано како што изгледаше вечерва зад камерата Игор Зиврев, внатре на пултот Петар Черкесов, Теодор Косакацки, секако и Дарко Донев. Секој добро.